Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. За денес решив да снимам едно од многу бараните видеа по сите можни коментари на Инстаграм и секаде, а тоа е 5 факти за мене. Па за да не одвлекувам многу, мислам дека може веднаш да почнеме. Уште на почеток да кажам дека кога се збори за факти за мене може да се напишат многу повише од 5, така да ако сакате можеби втор дел од това, стиснете лајк и ако стигнеме до 1500 лајкови ќе направам втор дел. Не викам дека ќе направам одма, али кога ќе собере и ако собере, ќе го имам во план. Повеќето работи што ги имам тука се кога сум бил мал и тоа се работи што ги имам онака правено константно некој си период, затоа што сепак се факти за мене. Иако тука е малце тенка границата помеѓу storytime и факти за мене, но како и да е, ова се 5 факти што најверојатно не сте ги слушнали до сега на овој канал никош за мене. И да почнеме. Првиот факт е тоа дека јас цел живот се шишам само кај еден човек и само еден човек има кратено мојата коса. Откако имам 2 години редовно ме шиша само еден човек, буквално одам кај него веќе многу години, така да, имам само еден бербер од како сум роден и уште се нема сменето тоа повеќе од една деценија. Мислев дека беше интересно ова да го споделам со вас, дека само еден човек ми шиша, зашто вајда повеќето од вас ги менјаат во текот на животот. Ако и вие имате еден бербер цел живот, ставите лайк на ова видео. Вториот факт за мене е дека како мал имав една многу чудна навика за јадење, а тоа беше ќе си земам еден тањер и ќе ги ставам сите можни состојки за јадење што постојат, на пример ќе ставам во тањерот, ќе ставам тука крем, ќе ставам сирење, ќе ставам мармалад, ќе ставам зденка, ќе ставам кетчуп, ќе ставам мајонез и се така сите можни состојки што постојат на светот. И ќе ги наредав така убаво да изгледаат перфектно, затоа што сум девица и цел живот мора се да ми е перфектно така наредено. И наместо лебот ми беше салама и со салама си ги мцкав сите. И да, јадев заедно и креми, и сирење и се што постои. Јеп. Третиот факт е дека уште како мал многу си бев самостоен и ќе се убио. Кога идам во градинка, имаше нели ваља уште постоја, не знам дали е градинка или забавиште сега, ваља градинка, мал бев многу. И има нели да учиш англиски во градинка и јас кога прашуваа кој ќе се запише, нели тоа треба прво да прашаш родител, па дали ќе ти даде, па како и да е, прво се разговара дома, после се носат одлуки. Ама јас уште ден кога дојда да прашуваат кој сака, кој е заинтересиран, бла бла, јас се запишав, никој од домот кај мене не знаеше, јас си посетував часови, си идев и кога више помина еден месец, кога дое првиот момент за плаќање, зашто не знам да зборам. Кога дое првиот момент за плаќање, кога помина цел месец, тогаш кога ми доставија више уплатница и све моите, тогаш се дозна нели дека јас сум се запишал на англиски. Добро, тоа мислам дека помина и после некое време кога ми издосади сам си се отпишав без никој да знае и така. Се сам си одлучував. Градинка бев многу плесаво дете. Можам да спомнам и дека од дома научам бабо и сите постари жени на улица комшиките ги викав бабо. И кога отидов во градинка имаше така постара, како се вика, негувателки, наставнички, како и да се викаат тие. Ја викав и неа бабо и викав бабо дај ми пиво. А јас уствари сокот го викав пиво цел живот и да, така и викав бабо дај ми пиво на наставничката во градинка. И они мора да кажат на моите и моите да објаснат што се дешава и зашто детево бара пиво и додека они сватат дека тоа е сок. Четвртиот факт за мене е тоа дека јас до цел живот сум имал фобија од сликари. Но ние знаете професионални студија кој ќе отидеш и треба да сликаш, зашто уште мал ти треба да имаш сликаво здравствена книжка. Сега мислам дека се и тие електронски, али порано мораше такви книжни. Дали можам да ја најдам. Каква слика мене ми стоеше затоа што има фобија и не можев да седнам, плачев у тоа студијата, не можев да седнам на стол и многу се плачев од тие сликари. Леле ја најдов. Расторив се, али битно ја најдов. Те молам да ми стои уште леле еве. Ова сум јас како бебе
И затоа што не ќе сликари, нели, обично сите имаат слики што се сликани во студио, некоја се таква поофицијална, ја ни за пасош, ни за ништо, значи до полуматура, човече, мене за полуматура ми беше првата слика онаква професионална во студио направена. А до тогаш имав сечев од слики онакви обични и вакви слики ми стоја во сите можни документи. А сега секој ден сум со камерата и сум јутубер. Хештег иронија. Колку кажав 4, мислам дека кажав уште еден ми остана. Петиот факт е дека, знаете, имам вишам неколку пати спомнато дека имам 2 сестри кои се постари. И јас бев толку мил секогаш за да им уништувам нивни играчки, односно барбики и кукли. Тоа што го правев е, не ми се свиѓаше тоа што сите барбики имаат долга коса, јас ги земав ножиците и им ги кратив косите за да немаат коса. После не ми се свиѓа дека се белци, и затоа што јас не сум расист и сакам сите да се еднакви. Зимав црни фломастери и им ги боев и главите и се што постои. И памтам дека им ставав менјуши, али менјуши им ставав со тоа што тука внатре увото ова им го боев, тука внатре црно им го боев. И тоа ми беше менјуше наместо тука да ставам менјуше, ја им ставав внатре увото, го боев црно и тоа ми беше менјуше и тоа го правев на сите кукли и барбики што постојат. И знам дека и на сестра ми зимав и рандом блузи со ножици и ги сечев и така. Не сум бил најдоброто дете и најдобриот брат комол. Мислам дека кажав се што сакав. Мислам тоа се 5 факти, иако има уште многу да се збори, али за ова видео се 5. Како што реков, ако сакате втор дел од ова, ќе ставим еден гол од 1500 лајкови, па ако достигне ќе го имам во план да го снимам и вториот дел. Фала ви многу за поддршката и фала ви за оваа недела што секој ден ставам видеа и поддршката на сите видеа е многу добра и денес е петок. Во петок снимам, петок ставам видео, така да ви најавам дека утре во 12:30 искача 90 секунди со Кили и да го гледате тоа обавезно и во недела има уште едно ново видео, така да ја гураме неделава и мислам дека нема да фейлнам и дека ќе успеам 7 дена 7 видеа, ова е петото видео. Лајкнете ова видео за уште видеа, субскрајбнете се на мојот канал ако уште не се субскрајбнете, затоа што тоа најмногу ми значи и ние ќе се видиме во наредно видео утре 90 секунди со Кили. Чао!